интервју го правиме малку порано, но се едно во недела оди емитувањето на ова интервју, но се едно, нато самитот веќе почнува и мали се шансите, треба да се биде реален, реалистичен и да се каже мали се шансите за некакво придвижување на македонско-бугарскиот спор. Да, за жал ова е тенденција пред неколку месеци од формирањето на бугарската влада, нели како што говоревме, кога ќе се формира влада, би требало да дојде до политички диалог, но од страна на нашиот источен сосед постојано се одбива политички диалог. Јас имав лично и посета во Софија, минатата пред 10 дена бев исто така на процес за соработка во Југоисточна Европа во Тирана, каде што барав средби со моите хомолози од бугарска страна, госпоѓата Шекерлетова, заменик министер и во Софија, не најде време да се види со мене и во Тирана, така што истото се случува и на ниво на председатели, на ниво на министри и премиери, и да дојде до средби, тие средби се повеќе куртоазни и се разговара нели за бенигни работи, никогаш нема диалог. За суштината. За суштината. Во суштина бугарската страна го одбива тој диалог, иако се најавуваше дури долго време и од страна на председателот Радев се говореше дека треба да има политички диалог, но веќе тие велат дека прашањето е затворено со консензусот во јуни 2022 година и нема зашто да разговараме во контекст на европските интеграции на Република Северна Македонија. Тој став е ригиден, но за разлика од тоа, нашата страна успеа во целиот овој изминат период да го наметне прашањето за евроинтеграцијата на Македонија во Брисел, во Берлин, во Париз, насекаде, и во тој контекст да добиеме на некој начин и обид од европските официјални личности и дури и да посредуваат во овој спор. Видовме такви изјави на госпоѓата Марта Кос, комесар за европроширување, која рече дека јас би сакала да бидам во тој дел вклучена. Господинот Антонио Кошта, председател на Советот, на негова иницијатива беше оваа идеја за средба на врвот во Хаг, каде што и европски функционери, вклучувајќи го и Рута. На сите средби, исто така ни беше посочувано дека тие би сакале да посредуваат. Зошто не направите средба? Еве ние ќе бидеме посредници, но како да не разбра во суштина дека бугарската страна е што одбива такви средби. Одбива такви средби дури за прашања кои што се од побени ги не карате. Да речеме како што е прашањето за коридорот 8. Имавме размена на писма, бугарската страна вели дека не, вие сега треба да ни одговорите на писмото. Ние сакаме средба на која што сите прашања околу коридорот 8 би ги расчистиле како да продолжи изградбата на таа пруга. А потоа би дошло и до писмо официјално никако. Не е спорно да се подпише договор и документ, но да ги расчистиме на средба прашањата, па потоа дури премиерот неколку пати рече јавно дека ние, се што ќе каже бугарската страна ќе прифатиме во контекст на коридорот 8, како да го изведеме до крај, како да изградиме таа пруга. Но гледаме дека од бугарска страна се одбиваат такви средби и ова е очигледно еден вид минирање на процесот, затоа што навистина ние ги преземавме обврските да со оној несреќен договор од јуни 2022 да направиме уставни измени и тоа воопшто не е никаков проблем за Република Северна Македонија. Дури на прашањата од господинот Антонио Кошта, дали ви пречи сега да ги усвоите уставните измени затоа што имате период на избори, политички кампања и така натаму, отворено му рековме дека ние немаме никакви дилеми дека можеме да ги почнеме уставните измени, единствено е што сакаме да обезбедиме дека во тој процес понатаму билатералните прашања од историски и идентитетски карактер нема да представуваат основа за вето од страна на Република Бугарија. Односно воопшто да не бидат отворени. Да не бидат дел од критериумите за наше членство. И во тој контекст успеавме изминативе месеци да го кренеме јавното, односно мислењето на политичките елити пред себе. Берлин, во Париз, насекаде, и од таму веќе се предлагаат и се нудат решенија како тој процес понатаму да продолжи. Какви решенија се предлагаат?
Па еве да речеме од германска страна, јас имав средба, министерот исто така, јас имав средба со министерот за Европа Кирбаум во Берлин, каде што отворено ми беше речено, потоа тој и јавно говореше за тоа во една прилика, дека германската страна веќе има изнајдено решение кое што ќе го предложи на кој начин овие билатерални прашања кои што не се дел од копенхагенските критериуми да бидат елиминирани од тој процес. Од процесот на евроинтеграција на земјите од Западен Балкан и не само на нив, туку и на Украина, Молдавија, затоа што знаеме дека пречки се поставуваат и на тие земји, посебно на Украина за членство. И дека Европската унија не може, затоа што и проширувањето е од геостратешки аспект е важно за Европската унија и тоа не може да продолжи ако овие билатерални прашања бидат на дневен ред. И тој механизам кој што го предлага Германија, ќе биде фактички кога ќе дојде на дневен ред прашање дали да речеме Македонија или некоја друга од државите кандидатки има пречка од земја членка на Европска унија, да се даде на одредено тело во Европската унија, дали тоа ќе биде Советот, дали ќе биде некоја друга форма, да оцени дали тоа прашање има врска со копенхагенските критериуми. Ако нема, тогаш за тој билатерален спор една од двете страни или двете страни да се упатат на арбитража или на поинаков начин да го решаваат тоа прашање, а да не може да се употреби како вето. Паралелно практично да си продолжи процесот. Паралелно да продолжи процесот. Да, и дека тоа веќе се разгледува и начинот како од тоа да бидат елиминирани земјите членки во контекст да стават вето и на тој предлог. Туку тоа да биде еден тип на техничко прашање кое што ќе се оценува во Советот на Европа или во Европската комисија, да видиме која од тие институции би била надлежна, дека Европскиот совет. Европскиот совет, не Советот на Европа, се извинувам, Европскиот совет, дека дали тоа прашање на вистина има важност во контекст на проширувањето како копенхагенски критериум и се што е она поставено нели во како услов за прием на земјите членки. Доколку не е, затоа што има еден куп билатерални прашања кои што немаат врска како што се нашите прашања со историјата и идентитет. Особено со соседите. Со соседите. Има некои други прашања што можеби имаат контекст со копенхагенските критериуми. Без оглед дали се билатерални, да речеме некои прашања поврзани со еколошки погранични зони и така натаму. Територијални води, како што беше, но и за тие прашања беа упатени на арбитраж. И ова е германскиот предлог кој што во иднина ќе официјално ќе биде поднесен, барем така како што ни беше решено од Сојузна република Германија. Се разбира, ние не се надеваме само на таков на тип на иницијативи, правиме и наши предлози, затоа што клучното прашање, она што барем бугарската страна го поставуваше и кој што е дел нели од преговарачката рамка, се уставните измени. Уставните измени се во контекст на човекови права. Дали да бидат заштитени правата на бугарите во Македонија, односно на кој начин да бидат заштитени. Не е само уставот елемент за тоа. Ние прифативме обврска и акцијски план за заштита на етничките заедници. Тој акцијски план го доставивме до Брисел, веќе е тој таму. Во тој акцијски план постојат неколку нивоа за како да не се врши дискриминација, односно мерки за антидискриминација етничките заедници, како во процесот на образование да се едуцираат луѓето да има толеранција кон етничките заедници, како да се едуцираат судиите и обвинителите да постапуваат во случај на говор на омраза. Така што има разработено сет на мерки заедно со експерти од Европската унија, со наши експерти од Советот на Европа помагаа во тој контекст да се разработат механизми како да бидат навистина заштитени правата на етничките заедници, вклучително и на бугарите кои што нели треба да станат дел од уставот. И се над 3400. Без оглед на тоа каков е бројот, нели, идејата е дека ние сме општество кое што е отворено кон правата на етничките заедници, но гледаме дека со она што се случува во Европскиот парламент, поставам за тоа ќе говориме, дека фокусот на етничките заедници, односно на правата на бугарите во Македонија е на некој начин
изместен од целата оваа приказна, ние сакаме да се посветиме токму на тоа. Ако станува збор за права на етнички заедници и за уставни измени, да говориме за тоа, а не за целиот сет на идентитетски прашања кои што го засегаат и македонскиот народ. Добро, не е ли доволен Охридскиот, рамковниот договор? Инсистира бугарската страна на некаков договор што се однесува до нивното малцинство. Охридскиот рамковен договор беше направен по еден конфликт од 2001 година, кој што во најголем дел исклучително важи за правата на заедницата на 20%, правата на албанците. Но тој не ги опфаќа само албанците. Понатаму дојде до измена на уставот, каде што дел од преамбулата стана повеќе етнички заедници во Македонија и кои ги уживаат сите права и со оној комитет во парламентот за етничките заедници, образовни права и други видови на права кои што на локално ниво таму каде што живеат бошњаци, срби, користат својот јазик и така натаму. Тоа е институционално решено во Македонија, но бидејќи европската страна во тој контекст 2022 година сметаше дека треба да бидат и бугарите како нова етничка заедница во Македонија заштитени на некој начин, имавме обврска да направиме таков акциски план. И ние тој акциски план го направивме и е доставен, но без почеток на преговорите на Македонија со Европската унија, тој не може да почне да се реализира. Кога ќе почнеме да преговараме, сите тие права на бугарите во Македонија ќе бидат заштитени. Но гледаме дека тоа очигледно во контекст на ова што се случува во Европскиот парламент сега не ја задоволува Бугарија доволно. Ајде околу Европскиот парламент. Европратеникот од германската ЦДУ тврди дека иако не беше изгласен таков амандман на АФЕД, на Комитетот за надворешни работи, тврди дека во јуни, кога ќе се гласа извештај во Европскиот парламент, дека ќе биде ставен на маса и дека практично од сите групи на партии, значи тоа е народните партии, Народната партија, социјалистите, демократите, зелените, сите имаат договорено амандман кој би го поддржале и каде што се дефинира македонскиот јазик и идентитет како модерен, она што Македонија современ, сеедно. Модерен во смисла на современ. Да, во смисла на современ, што беше од страна на премиерот Мицковски најмногу, власта генерално, инсистирање за тоа да постои некаква дефиниција на многу вековен јазик и идентитет. Не, знаете што, во текстот ако го прочитате, таму пишува на 4-5 места и тоа ставено е во контекст на решенија кои што Европската унија ги има во своите фундаментални принципи пред се и на основање на Европската унија и стандарди, она што се европски стандарди, се споменува македонскиот идентитет и македонскиот јазик, значи националниот идентитет и јазик, дека се почитуваат, дека секој народ има право на таков тип на самопредувување. Се почитуваат, но не вели се признаваат. Се почитуваат. Но тоа, тоа се подразбира, се почитуваат. Јасно е дека се признаваат. Но сакам да кажам друго. Треба да се каже. Сакам да кажам друго. Идејата на ставање на одредница било каква. Значи, бугарската страна очигледно многу е јасна позицијата нивна дека тие го оспоруваат македонскиот идентитет и сакаат европска институција и македонскиот јазик. Нели велевме дека македонскиот јазик е готово заштитен со Фронтекс и така натаму. Но очигледно дека бугарската страна ги доведува под прашање македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик во нивниот историски континуитет. И дури тоа го смета, ако го погледате соопштението на Министерството за надворешни работи на Бугарија од веднаш после ова гласање во Европскиот парламент, нивната реакција е дека од една страна велат дека бараат заштита на бугарското малцинство во Македонија, кое што е легитимно барање, но од друга страна велат дека дека Европскиот парламент, односно Комитетот за надворешни работи, не успеа да ја наметне тезата дека идентитетот е многувековен. Македонскиот идентитет дека е многувековен. И дека такво нешто, такво толкување причинува сериозна навреда за интересите на
милиони граѓани во Бугарија кои што своето потекло го имаат од Македонија, кои се чувствуваат бугари. Милиони? Па некоја цифра е ставена, мислам, од тој тип. Мислат на луѓе кои живеат во Бугарија. Луѓе кои живеат во Бугарија. И дека да се тврди со други зборови, што сака да ни упати порака министерството на внатрешни работи на Бугарија, дека да се тврди дека македонскиот идентитет има историски континуитет, е во суштина навреда за Бугарија и говор на омраза. Да се тврди дека некој е македонец не современ, туку македонец со стотици, со илјадници години, за нив е говор на омраза кон бугарите. Значи, зашто зборуваме ние? Во 21. век да вие полагате право на историска собственост на одредена нација и да ја прогласувате за нова, е еден тип на путиновски јазик, кој што тој јазик го користеше Путин во контекст на Украина, и дека е тоа нова нација. Со други зборови, никакви уставни измени, никакви човекови права на бугарите не се во прашање, туку во прашање оспорувањето на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. И со тоа, мислам дека со сите иницијативи Министерството за надворешни работи и другите органи на кои што се во надворешната политика на Македонија, председателот на владата, председателката, успеавме сите овие изминати месеци да на некој начин да ја извадиме на површина таа приказна во Европа. Да види Европа дека на бугарите не им се важни правата на бугарите на Македонија. Туку важен им е како ќе се дефинира македонскиот идентитет во рамките на европреговарачкиот процес. Со сите оние мини што ни ги поставија во преговарачката рамка во смисла на историската комисија, на протоколите, говорот на омраза. Говорот на омраза. Велам, ако говор на омраза е за некого да кажеш дека Гоце Делчев е македонец, ако е тоа говор на омраза за бугарите, тогаш и ако е тоа критериум за членство во Европската унија, дека тие ќе се чувствуваат навредени ако ние за Гоце велиме дека е македонец, и ако ние не се чувствуваме ниту навредени ако тие во својата историографија говорат за револуционерните личности од 19. век дека се бугари. Тоа е нивно право. Нека си го користат тој наратив, без оглед што ние сметаме дека е тоа невистина. Но ако некој нам не забележува дека користењето на идентитетот македонски во историска смисла е говор на омраза или навреда, тогаш навистина имаме работа со една средновековна, или да не одиме толку далеку, еден Сан Стефански сон за поседување на целата територија на Македонија и на целиот македонски идентитет како бугарски. Добро, околу овие прашања и овој став, како што се гледа, нема никогаш да дојде до поместување. Ниту една политичка партија не гледаме во Бугарија дека би можела да ги помести, да ги смени овие ставови. Мислите ли дека, сериозно мислите дека Европската комисија би направила притисок врз Бугарија? Јас мислам дека таков притисок и зошто би го направила? Се прави, но зошто би го направила? Не зборувам за Европската комисија, зборувам повеќе, мислам, Европската комисија е политичко тело, нели, кое што може би има многу помало влијание отколку што имаат земјите членки. Но земјите членки пред се, мислам на земјите членки кога велам Германија, Франција и така натаму. Не гледаме кај нив, кај овие земји што ги споменавте, не гледаме некакво расположение. Знаете што, во прашање геополитичкиот момент е навистина постои геополитички притисок за проширување на Европската унија, не заради тоа што тие сакаат овие земји да станат утре дел од европскиот пазар или така натаму од некакви причини кои што се хуманитарни кон регионот, туку заради тоа што навистина на Европската унија е значајно да стане светски играч, да го отфрли руското влијание, да го отфрли руското влијание, и тој геополитички притисок се чувствува и врз Софија. Се прави и врз Софија. Јас го чувствувам од изјавите пред подпредседателката Јотова, која што вели: немојте поради геополитички притисок да им попуштаме на земјите кандидатки и да не ги исполнат критериумите да станат членки. Во таа смисла контекстот е нели за Македонија, дека не треба да и се попушта на Македонија за овие прашања. А за кои прашања станува збор? За идентитетски. Дури имаше една изјава вчера по
ова што се случуваше во Европскиот парламент, мислам на претеникот Ковачев или некаде некој напис на Facebook, дека ние сега ќе треба пред Европа да го доведеме пред европските институции во Европскиот парламент оној господинот Љупчо Гргевски кој што беше председател на Сдруженијето Ванчо Михајлов во Битола и тој да ја раскаже приказната за сопствената приказна за дискриминација, насилство, исто така. Знаете што, во случајот на клубот во Битола многу јасно се гледа за што станува збор. Јас би сакал тоа да се реализира и во Европа, да излезе Љупчо Гргевски и да каже дека соработникот на Хитлер и на царот Борис и на односно соработникот на Анте Павелич, ако сакате, Ванчо Михајлов, ние го крстивме клубот со негово име и во надзидот од тој клуб има фактички парола, една мисла на Ванчо Михајлов дека македонска нација никогаш не постоела, ниту постои, ниту ќе постои. И дека на тој начин му е спречена слободата на говорот, односно слободата на здружувањето. Ве молам. Значи, за што станува збор? Ако вие како етничко малцинство, вие сте бугарин во Македонија и се сметате за етничко малцинство и тоа е во ред, треба да ги уживате сите права, треба да не бидете дискриминирани, но ако вие сметате дека ваше право е, човеково право, да ја негирате домицилната нација, најбројниот македонски народ, тогаш зборуваме за некои стандарди кои што за мене не само што не се европски, не се ни цивилизацијски. Славејќи го фашистичкото минато. Славејќи го фашистичкото минато од една страна, од друга страна од народот, од нацијата, од која што барате да бидете дел од уставот и да бидете исто така, на некој начин споменати во преамбулата, да ги уживате човековите права, вие барате човеково право на негирање на мнозинскиот народ во историска смисла, како и да е. Значи, вие можете да го добиете. Значи, тоа се абсурдите. И јас би сакал во Европскиот парламент да има и такво сослушување, каде што ваков тип на прашања може да му бидат поставени на господинот Георгиевски. Од друга страна, она што велите дека пратеникот германски во Европскиот парламент таму има пратеници во нивната група, се разбира има пратеници од сите политички структури, но тоа не значи дека се тие доминантни и дека се мнозинство. Јас сум навистина, ако можам така да кажам, ова иако беше една мала политичка победа на Македонија во контекст на прикажување на пред цела Европа за што станува збор во конфликтот помеѓу Бугарија и Македонија. Од друга страна, навистина сум разочаран дека се уште постојат пратеници, сериозни, од сите политички структури. Сестринските партии се тоа на ВМРО-ДПМН, што е пораз за ВМРО-ДПМН. Не, ама да ви кажам, значи таму има, ако гледате кој го гласаше амандманот, ЦДУ на кој, односно кој ја гласаше фактички извештајот, го гласаа сите структури. Кој беше против, беа фактички бугарите, воздържани беа грците, но во контекст на амандманите Бугарија се разбира како долгогодишна земја членка на Европската унија, дел од клубот, може се разбира да најде пратеници кои што ќе постават такви амандмани. Како тоа ќе резонира во целиот Европски парламент? Јас очекувам дека, иако не би сакал да прогнозирам, но очекувам дека мнозинството е сепак на страната на вистината и на правдата. Но разочаран сум што постојат личности и постојат луѓе и постојат политички структури, веројатно може би помали, не станува збор за цела ЦДУ или за цела Зелена партија или за цела социјалистичка партија, кои што се уште мислат дека на некој народ можат да му наметнат одредница современ, модерен и така натаму и дека нема историска вкоренетост. Да го негираат идентитет. Да го негираат неговиот идентитет. Тоа е во исто време, кога тие политички партии, тие пратеници цврсто стојат зад Украина во контекст на негирањето на незиниот идентитет. И мислам дека тие прашања мора да бидат абсолвирани. Европа е навистина на тест во овој контекст и јас мислам дека ќе го положи, се надевам дека ќе го положи тој тест. На потек сме потоа и ние, меѓутоа и, ако можам така да кажам, либералните структури во Софија, во смисла на, кога велам либерални, не сметам за либерали, туку луѓето кои што разбираат цивилизацијски вредности, демократски вредности, кои што разбираат цивилизацијските демократски вредности. Значи ние можеме да соработуваме.
на крајот на криштата соседи сме и мора да соработуваме, само со еднакво почитување на нашите права, достоинствено и така натаму. На ист начин, како што сакаме да ги заштитиме правата на бугарите во Македонија, на можеби не на истиот начин, но на елементарен начин треба да бидат заштитени правата на македонците во Бугарија. Затоа тие не сакаат да говорат, не сакаат да чујат. Но такви прашања им се поставуваат и од Европа и дека тие ќе бидат утре изложени, нели, пред европските институции, пред европските политички официјални личности, да мора да најдат одговори на тие прашања. Зошто македонците, Сдруженијата на македонците не може да бидат регистрирани, иако за тоа има пресуди на судот за човекови права. На крај, благодарам за овој раскаж. Благодарам.